Најнова национална стратегија и реформа во образованието. Ова ќе ни изнесе на правиот пат. Леле, не бе, шо е ова? Леле, шо направиле? Ние ќе направиме подобро. Абе, везе немаат овие. Најнова стратегија за образование. Леле, види што направиле, пак бе нешто менувале, бе, леле. Абе, одма давај наша, нова стратегија. Најнова стратегија за образование. Ама, министре, децава, наставнициве, шо тие? Па да се консултираме. За шо бе? Па да видиме што е најдобро, како ќе делува сето ова. Абе, сега кој е влада тука? Ние или тие? Кој кажува овде? Абе, мандат сме добиле од народ, бе, како така друг да кажува? Ама експерти, бе, осте сега земи и пишувай што ти викам. А плюс може и да споиме некои предмети заедно, многу учебници се некако, шо е ова? Како да споиме? Па така, земи нешто биологија со хемија, географија со историја, измешај, изфрли таму некоја лекција и готово. Ама како може да се спојат тие предмети, па не споиви се? Наставниците се бунат, децава, родителите. Леле, пак бе, абе кој е министер тука, ајде пишувај кој ти викам. Вака некако изгледа образовниот процес кај нас со години. Која влада и да стигне, кој министер и да седне во фотелја, си прават своји стратегии и реформи. Некогаш успешни, но често пати промашени и за жал сето тоа на грбот и на штета на учениците. Стратегиите се носат без скоро никаква консултација со наставниот кадар, оној кој што е најзасегнат од нив. Образованието не е од денес за утре, туку образованието е за еднината. Оно кое што ние како наставници најмногу го даваме како забелешка, го забележуваме брзите промени. А најлоши се незавршените промени, односно оние кои што започнуваат, а не завршуваат, или таму некаде во средина прекинуваат. И тоа е најлошото нешто кое што може да се случи. Најубаво да има континуитет, а она кое што сметам дека треба да се случи е една национална стратегија за образование, која што сите релевантни фактори на политичката сцена ќе направат еден консензус каде ние како држава треба да одиме и што сакаме да постигнеме во делот на образованието, за да не испадне дека секоја влада доаѓа и носи со себе измени и промени кои што по минатото се покажале некои како добри, а некои како многу лоши практики. Тоа значи дека ние важно е да имаме една национална стратегија и ниту една влада во иднина да не може да направи отстапка и промена од она кое што се постулати и темели на тоа што ние како образование треба да го градиме во иднина. Ќе собереме ли капацитет или ќе покажеме нешто како држава дека е тоа можно? Со оглед на тоа дека долги години веќе се бориме со промените во образованието, мислам дека време е сите заедно, не зборувам само врвот во образованието, туку сите заедно, родители, наставници, ученици, а најмногу, како што ви кажав и сите релевантни фактори, да се избориме и еднаш да застанеме цврсто на ставот дека столбот на државата е образованието. Јас мислам дека веќе време е мислењето и стратегиите во образованието да ги прават луѓе кои се во образование. Кои биле во основните и во средните училишта, предавале, биле со ученици, ги знаат проблемите со учениците, наставниците и родителите. Јас мислам дека воведувањето на новата концепција тоа го немаше. Мислење даваја лица кои немаат предавано во образование, поготово во основно и во средно. Време е наставен кадар да биде во Министерството за образование. Не личности кои воопшто немаат предавано. Овој пат последниве 7-8 години е стрикно ради тоа. Паушално се имплементираат закони од Норвешка и Шведска, без да се мисли на реалните услови кои ги имаме ние во државата. Не може да воведуваш модел од Норвешка и од Шведска, кога имаш постари и руинирани училишта. Не може да воведуваш модел на западни земји, кога платата на наставниците најмала и во општеството и во регионот, за разлика од овие земји каде што се имплементира новата концепција.
Од сите овие промени и реформи, најголема пречка е тоа што стратегиите се носат без скоро никаква консултација со наставниот кадар, оној кој е најзасегнат од нив. Каде се најголемите предизвици и проблеми? Дали кај наставниците или кај учениците, или подеднакво и кај едните и кај другите, од дисконтинуитетот што постои во спроведувањето на стратегиите? Секогаш има различни начини и морам да признам дека трпат и наставниците, и учениците, и родителите, во зависност за што станува збор. Ако се сеќавате, пред известно време имавме спојување на предмети, па губење на часови, па додавање на часови. Имаше наставници кои што завршиле одреден дел од своето образование и беа приморани да држат настава сосема различна од она за кое што тие се подготвени. Во тој дел наставниците навистина имаа предизвик пред себе и беше тој дел тежок. Но сметајте дека се случуваше некои наставници да им недостигаат часови, па да бидат приморани, а знаете кога сте приморани, сакале неќеле морате да се вклопите во она кое што ви е наложено. Од друга страна пак, кај родителите исто така доаѓа до некоја, ајде да речем, забуна или новитети, па промени во тој дел. И секогаш, како што кажав, секогаш во зависност од тоа што е предвидено, што е новината, трпат и наставниците и родителите, а тука во средина секогаш се учениците кои што вака или онака секогаш мораат да се носат со тоа што е предвидено во овој дел. Сметам дека барем досега, од моето искуство, 12 годишно искуство, јас како еве и председател на регионално географско здружение, не сме биле консултирани, но секогаш јас сум оптимист и во последно време гледаме на искра надеж, која што последниот период за некои од новите реформи, поточно новата концепција која што треба да се спроведи од 6 до 9 одделение, бевме прашани, бевме консултирани и се надевам дека тоа е доста позитивно и дека ќе продолжи со консултации, затоа што ние наставниците сме секојдневно со учениците, секојдневно во училниците и најдобро можеме ние да увидиме какви се резултатите, а и најмногу да придонесеме за спроведување на тие реформи во образованието. Досега според наставниците стратегиите се носеле копирани од високо развиените европски држави, без за тоа да се води сметка или да се направи некој истражување дали истите така пресликани може да се спроведат во нашето општество и дали пред се ќе имаат некаков позитивен ефект. Ефектите од досегашната нова концепција сметам дека не беа баш најпозитивни, затоа што дојде до спојување на повеќе предмети во еден, и тоа предмети кои што се од суштинско значење за учениците, предмети кои што даваат доста големи општи познавања за понатамошниот живот на учениците и се изгуби самата суштина на тие предмети, како што се предметите географија, историја, понатаму во 7 одделение се поврзани физика, биологија, хемија, географија во еден предмет и сметам дека со тоа значително се намали и програмата на самите предмети и целта на она што треба учениците да го добијат за општи, пред се општи познавања во животот. Вие сте наставник по географија. Така. Дали е спојува географијата со историјата? Видете, географијата и историјата се различни науки. Може би има предмети каде што може да се спојат, но во овој случај се покажа и на дело дека тоа е невозможно. Има многу недоречености. Како што кажав, сукцесивниот пристап на концепцијата е многу подобар. Отколку избрзани методи за предавање, така настанува општ хаос и кај учениците и кај наставниците. Мислам дека еден привремен пристап на концепцијата, спроведување на онаа стара концепција што беше во времето и сега, треба да има некоја сукцесивност на предавање каде што лесно би се прилагодиле пред се наставниците, бидејќи тие треба да посетуваат обуки, за да можат да го имплементираат сето тоа
што сака Министерството за образование да го направи. И мислам дека со едно умерено темпо, полека, значи зборувам за некои 10 години, да се воведе добар пристап, а Министерството за образование да има поголем блок дотации кон општините, за да можат тие и паралелно и сукцесивно да пуштаат финанси кон училиштата, бидејќи сите училишта не се исти. Нека да имате многу ученици, нека да имате малку ученици. Спрема бројноста на учениците, полека треба да се воведува и концепцијата, новата концепција или таа нова што треба да биде војнена. Од Министерството за образование велат дека најновата стратегија се правила далеку поразлично од сите досегашни, затоа што го задржувало од претходната стратегија тоа што е позитивно оценето од самите наставници, а се воведувале и новини кои што требале да го подобрат целиот образовен процес. Националните стратегии се носат на одреден период и оваа година завршува националната стратегија, следната се извинувам, националната стратегија 2018-2025, па ќе се прави нова. Но во однос на реформите, кога станува збор, за разлика од претходните влади, оваа влада се труди да обезбеди континуитет. Направивме сериозни анализи на тоа што беше критикувано од страна на експертите, наставниците и родителите. Сакаме да го приближиме образованието до учениците, наставниците и родителите и тука правиме промени. Но она што тие го пофалија и сметаа дека е добро, ние го превземаме од концепцијата за основно. Значи сепак обезбедуваме некаков континуитет, а тоа се изборните предмети, слободните активности, обштествено обштествено корисните активности, во наставни, други наставни активности, клубови, сето тоа останува. Така да ние имаме одреден континуитет. Се разбира, бидејќи 23 години во гимназиското образование ништо не е превземено, ќе носиме нови наставни планови и програми, односно нова концепција, за да можеме да го осовремениме. Средното стручно образование добро напредува, ќе се фокусираме на него, ќе продолжиме да го подобруваме, да го надградуваме и имаме добри резултати, поврзување со пазарот на трудот, со компаниите. Оваа реформа, за разлика од другите, сметаме дека не треба да биде избрзана, не треба да биде натурена и не е таква. Ја подготвуваме јавноста за она што е најважно за нашите ученици, да го достигнат бројот на часови кои им недостигаат во однос на Европската Унија. Знаете, веќе е објавено дека 900 часа до 15 годишна возраст им недостасуваат во однос на нивните врсници во Европската Унија. Затоа велиме, учениците ќе остануваат подолго во училиштата, најмалите ќе имаат така наречена целодневна настава, што не значи дека тие интензивно ќе бидат над книга или наставникот ќе им предава екс катедра, туку интерактивно, со многу игри, со многу побудувања на интереси кај децата, ќе се стекнуваат со знаење, вештини и компетенции соодветни за нивната возраст. Се што се воведува како новина треба да биде изградено и втемелено на претходните искуства. Дали нештото е добро или не за учениците и наставниците? Дали нашиот систем може да ја реализира таа стратегија или не? Дали Македонија е подготвена како држава за тие реформи или не? И пред се, секоја нова концепција, доколку не е напишана или одобрена од тие што пред се ја спроведуваат, односно наставниците, истата од старт нема да ги постигне саканите ефекти.